Реќе си неполни 30 години ја крстара Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум ја посетил Долненскава општина. Сум бил речиси во 2/4 од вкупно 36 села, колку што се, а ми останаа уште 5-6 селски населби помеѓу овие неколку преостанати населени места во оваа општина. Се одлучив за селото Белополе. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово Белополе. Одлуката падна, така да речем, кога бев по нови документарни записи во општината Долнени, заедно со мојот пријател Димче Ковилковски, каде што тргнавме во неговото родно село Вранче и за ова населено место да направам документарен запис, но за да дојдеме до неговото родно село, неминовно прво моравме да поминиме ни селото Белополе, а на самиот влез во ова прилепско село, во пресред ни доаѓаше нов што туку започнат македонски христијански духовен православен храм во изградба, каде што застанавме поодблизу да го видиме, а и да се видиме и си помабетиме со мајсторите кои работеа во манастирскиот двор. Во сите овие години што работиме, што соработиме, ми помагам јас на продукцијата на овој филм. Морам да донесам еден заклучок дека секоја нова емисија е ново доживување за мене и освојување на нови простори, на нови населени места, нови села и нови сакрални објекти како што овој објект што се гради во моментов што е покрај мене. Значи морам да искажам моето големо задоволство што ние ја негуваме нашата традиција, што градиме вакви цркви, манастири и други сакрални објекти и кои што практично се храмови за духовно опстојување на македонскиот народ на овие простори. Македонскиот народ и покрај тешките услови низ кои живее низ вековите наназад, секогаш ги помагал овие христијански храмови, ги наградувал, ги усовршувал и ги предавал на генерациите што доаѓаат после нас. Па ние денес во текот на денешниот ден се дружиме со господинот Димче. Мене ми представува навистина задоволство што имаме вакви македонци, вакви ентузијасти кои што и покрај долгогодишното нивно престојање во странство си ја сакаат својата земја и секоја слободна прилика, секоја слободно време го користат да дојдат овде, да ги отворат, како што велите вие, зараđаните катанци на напуштените старите објекти, да го посетат својот македонски народ, да помогнат во изградбата и на многу други објекти, меѓутоа и на овие христијански храмови како што е овој храм позади нас. Откако по народски им рековме аилија работа на мајсторите и откако и тие ни отпоздравија по народски кажано со амин Господе, си го почнавме муабетот со мајсторите надолго и на широко, кои се, од каде се, колку време работат, кога е поставен и осветен камен темелникот на новата манастирска црква, пред заедно со мојот пријател Димче Ковилковски да го продолжиме патот кон Вранче на новата манастирска црква. Како ти е името? Тодор. Презиме? Ташовски. Од кое село си? Од Чулин. Тоа е од Мала Преспа? Да. А ти, момче? Еј, кај малку. Еј. Твоето име? Владимир. Така? Од кај си, од Бехе? Ти, момче? Спасе од Пустец. Од Пустец? Да. А ти? Јас сум Звонко од Белополе. Од Белополе? Да. Кои поголеми мајстори сте вие, од Белополе, од Вранче или овие од Мала Преспа? Секој на свој начин. Секој на свој начин, ама новие можеме рака да му подајме. Да, ајде. Ништо друго не можеме. Само рака може да му пуштиме, али свака му час. А не само нив рака да пруže, него треба и тебе рака да пруže. Идејте Да, се големи. мајсторијата. Стигна ти од кај си? Јас сум од Пустец. Твоето име? Алексо. Алексо, презиме? Гроздановски. Колку долго време се занимаваш со цидеријава по градите, по црквите наши македонски? Тешка е работа, вели? Ами работа кој работа. Ама со Господ напред се вика, а? Напред, све се прави, се стига. Пред заедно со мојот пријател Димче Ковилковски да го продолжиме нашиот пат кон Вранче, спроти мене дочуп еден непознат глас кој ми довикна: "Ти си Брезоране." Од каде ме мачно душо ветрот е донесе наваму.
Туку ете добро е што Господ ме донесе денеска овде во нашиот манастир. Ете вака јас во живот да те видам и да си помоабетам со тебе. Туку арно што се најдовме овде во вакаво, јас нешто да те запрашам. Дали ќе можеш да дојдеш во моево Белополе, да направиш некое кадро и за моево село, да видат сите какво село сме и како народ сме ние. За мене нема проблем. Кога ќе речеш, тогаш, му реков. Дали можеш да дојдеш за славата на манастиров, кој го градиме и го носи името на светителот Свети Јован Крстител? Нема проблем, му реков. Само да те прашам на кој ден е празнувањето. Секогаш се паѓа на 11 септември, денот го менува, ама датата не, ми рече. Ке дојдам и така тојде сум, така да речам, малку послободен. Откако се ги разменивме телефонските броеви, на одење ми довикна. Туку уште нешто да те прашам, ми рече. Дали го внесе моето име во твојот телефон? Запиши, јас се викам Звонко. Јас ќе им кажам на сите мои селани да знаат и те чекаме да се знаеш, ми рече. Речено, сторено, што се вели. На сам ден на Свети Јован Крстител, поточно речено во раните утрински сати, како што вели народот, дојдов и стасав во Белополе, каде што ме чекаше мојот довајчин Звонко. Денот по утрото се познава, вели народот. Денот беше есенски. Небото кристално чисто, сонцето што туку беше изгреано над плодното Прилепско поле, каде што селото Белополе раскосно блескотеше под зраците на пелагониското сонце. Одо, мајчине! Ове! Чекаш гости? Чекам, добре дојдовте. Ај, здраво, живо. Здраво и живо, добре дојде. Арно, бери чатворци. Така, се надеваме може да биде подобро. Може и подобро здравје, Госпо. Бујрум те. Сега ова да ја прашам. Пријател тој како се вика? Пријателот Димче Ковиловски од село Вранче. А, Звани, како од постариве луѓе што кажува, германецо. така. Напрекар. Напрекар нормално. Твоето име? Јас сум Митковски Звонко од село Белополе, од фамилијата Чараповци. Така. Еве се наоѓаме во твоето родно место, селото? Село Белополе. Белополе. Вака се, овој да те прашам. Ете, дојдовме да направиме една репортажа за селото Белополе, меѓутоа, утре имате Утре празник? имаме дено е Свети Јован Крстител, одсекувањето на глата на манастирчето викано место Баботино. Може ли малце да ни кажеш една кратка историја кога, како е почнато ова че манастирчето се гради? Историјата е за манастирчето е почната пред 6 години. Е по сон. Значи по сон од селото Заполжани е сонето на Суза. Таа е попотекло од Вранче. Долги години, значи 3-4 години пред тоа, на мажот е. Значи не била арна. Мора иле да појдиме. Година, 2 неделе. Една година чода на Тутун. Ода на Тутун, почнува да сада таму, рацете наназад и вратил Господ. Иле, од тука тргнува назад, се враќа, остава Тутуно и да Баботино. Свеќа пала, раците пушта. И многу пати со него го кажува, вели, јас том горе, луѓе во потпад. И само вика, помош дај ни, помош. И еве, даде Господ, се изгради манастирчето, докај што можем не се покри. Па сите цркви, сите манастири, сите што се во држава, сите се насум. Да, сонето, фала му Да. на луѓе во сите што помага, кој поче, кој помалце, кој колку што може.
И бев тој првиот, овде ко почна иницијатива да биде за градиње, ете тој сполајмо ме донесе овде и активен су и ќе бидам до крај активен и се најдобро на секому пожелувам и здраве на сите Господа дава и што побрзо се изгради и да видиме сите среќни и весели. Пред колку години беше поставен камен темелникот? Тука неге пред 6 години. Така. Пред да биде поставен камен темелникот, имаше овдеке некое црквиче, нешто некое? Имаше црквиче, дури малку ја како дете знам, 10 години бев, на таа страна е најстарото црквиче, после се постави железното црквиче, накнадно се градеше она и полека собраваме сили и напори да се изгради тој златен манастир. И што побрзо се изгради, ќе видиме сите среќни и весели. И само заедно се ближиваме и да се гледаме. Нека е денов за многу години. За многу години и Господе чува од лошо. И нас и сите. Напоможено тоа. Но, почитувани мои, пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи и многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, манастирската црква Свети Јован Крстител, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за ова населено место, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи. Првпат селото Белополе во пишаните материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период од 1020 година, поточно речено за време на владењето на византискиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година со името Бело поле, кое припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Свето Преображение, меѓународот попознат како Зрзенскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милути Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, издадена во обновениот Зрзенски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрije Волкашен од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, и исто така за Свето Преображение, меѓународно попознат како Зрзенскиот манастир. Се искачуваме до црквата Свети Никола. Сега ќе појдеме там, ќе видиме кога е градена, што е градена, како е суредена, малце тронека сопцена и селениците во Австралија, Америка, кај и да се, и во Македонија, Скопје, Прилеп, Битола, да сопцена малце. Овде се крштевани, венчавани, без разлика, да пушта помош, да се обнови нешто, да се направи, да се гледа. Плюс деца нивни има. Има Германија, има Америка, Канада. Да не земаме Прилеп, има Можифаз, има 50 кујчи.
Скопје може и појчен да се. Значи, може и 50-60. Што се одовде излезени, деца нивни, без разлика. Битола имаме 2-3, 2-3 кујчи. Сега ќе отвориме внатре, ќе вида и сите што имаме, како имаме направено. Ајде сега веќе одиме накај, ова е тремо, сега накај црквата. Оти заедно се спони овде, ова е нова врата не е правена, прибидејќи старата врата не е искршија рамите. Та беше 150 години. Не може никако да влеза, со чекани, со казно е искршија. И внатре не за да некои вредни работи, еве се влегуваме внатре, влегуваме во црквата Свети Никола. Еве нека да вида црквата, ова ни е од 1874 со фрески и иконостаси праени. Првите фрески и втори фрески има 1914 година се прави. Црквата е живописана во 1914 година. Црквата представува еднокоравна градба со полукружна апсида, која однадвор е расчленета на 5 плитки ниши. Натрешноста на црквата е живописана од браќата фрескописци Димитрий, Евтим и Ѓорѓи од селото Гари Деварско. Втората половина на 16 век за Белополе е период на обновување на селото испразето со пустошењето на отоманските башибозуци и нивната ликвидација од страна на отоманскиот голем везир Паргали Паша. Познато е преданието дека во атарот на селото Белополе имало 8 цркви и 1 манастир. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на претходно разорнатата главна селска црква Свети Никола и манастирската црква Свети Јован Крстител, која за време на Балканските војни до темел е разорнат, освен двете свети води и малиот манастирски параклис. Според материјалните артефакти и пишаните документи и устните преданија, не само што по обем бил голем манастирскиот комплекс, туку и со развиен монашки живот и развиена книжевна школа, каде што се чувале значајни црковни предмети и книги. Основата на манастирската црква била крсна, каде што покрај конаците во дворот на манастирската црква се наоѓала и висока камбанарија со голем бакарен звонец. Во пишаните отомански дефтери селото Белополе се споменува во отоманскиот пописен дефтер од 1467-68 година, каде што во него живееле 28 семејства, 20 неженети и 3 вдовици, и во отоманскиот дефтер од 1544-45 година, каде што селото броело 37 семејства, 20 неженети и 4 вдовици, и во отоманскиот дефтер од 1548-69 година, каде што селото брои 30 семејства, 12 неженети и 1 вдовица. Во отоманскиот дефтер од 1568-69 година е запишено дека купниот данок кој селото го оплаќало изнесувал 1600 акциња и истиот најмногу бил остваруван од пченица, мешано жито, испенџе, такса за вино, усур од трева и друго. Според истиот пописен дефтер од 1875 година, денешното Белополе припаѓало на Прилепската каза. Добар ден, Стико! Добар ден. Како си ми? Војна.
Здраво живи, Арен. Hvala Bogu da rečime. Кај беше со количкава? Si koncentrat tovar. Така. Kosef, Што години имаш? Lucerka Kosef. Што години имаш? 85. Машала, те служи здравието. Ha? Те служи здравието, велам. Da. Така. Што поработува сега во овие години? Telina ranam, prasine ranam. I така со кравите се занимавам. Така. Во етнографијата на вилаетите Адрианапол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година и според пребројувањето на машкото население во 1870 година, Белополе е посочено како село со 20 домаќинства, 94 жители христијани. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Белополе имало 150 жители христијани. Според податоците на Димитар Мишев, во 1905 година, во Белополе живееле 128 христијани. Тудунче садиш? Садам. Колку отприлика? 30 декари. Машала, добро, како е величето ова година? Слушате малце? Годинава имаше и немаше, али се при крајот со бербата, не заврна скоро 3 месеци, немате душ, немат душ. Так, а со опченицата како поминавте? Со житото уво, Сполајмо, а? по 500 кила од декарни Добре, ги пушти. добре. Годинава. Так. Према кој што беше уплашена годината. Така, сушна беше годината, така... Према годината кој што беше, добро испаднале. Во 19. век во денешното село Белополе имало два чифлика. Чифлик сајби биле Амет Бек, кој живеел во Албанија, и Садул Франго Бек од Битола, каде што чифчии на нивните имоти кои први се населиле во ова село биле чифчиите на семејните родови на Аџиовци, кои во ова село се доселени од селото Лозани во 19. век. Во атарот на селото Белополе има голем број места на кои се забележуваат траги од стари населби од различни времиња и тоа археолошките локалитети Дурбашица, каде што е неопределено неговиот временски период на постоење. Мала Рада, неопределено од непознат период. Висој, населба од бронзено и досно античко време, до селото, населба од римско време, манастириште, црква од среден век, Марков Чардак, населба од хеленистичко и досно античко време и среден век, Свети Никола, осамен наод од римско време, Ѓеркарница, населба од римско време и Чечорица, населба од римско време. Вика Метини кујчи. Имало наводно археолошки локалитети. Значи има на 3 места откопано. Тоа е уште пред Втората светска војна. За балканските војни може. Значи постариве дедовци, што кажуваат татковци. Сега ќе одиме, ќе видите, ќе покажеме местата кај што се откопани. Јас имам Имало тука закопувани гробници се чисто. гробници, има таму таа страна стомна една, знаете, кај Глешево. Да, Да, што Да. чувале, ма огромно нешто. Има, Чувале, значи житокана, чувале. горе се наоѓа и го викаме местото манастириште. Да. Значи има манастирче со 2 гроба. Да. Се познавате и кај што се темелите. Таму не Се може да тоа- појдеш ово, не? Не, значи сега одам де тоа соди.
од Задри. Само има лодиви копачи што и уништиле. Овие сега соди со кола, само со джип. Со джип соди и за местото да видиш, ако сакате, може да се снима манастирчето кај шо е. Еве сега вака нагоре ќе одиме. Ова скивате шо? Не, горе е така. На времето напасер во Прилеп, со што оделе? На времето јас откопамтам со автобус, а пред тоа, значи оделе со, кажува по стариве луѓе, со дрвени коли, пешки, еве, овде еден комшија што одам стално, вели, че забериме, биоли, она, кравите или волоите, сабаљето во два тргни, терај, и на пазар. Дали може да се присетиш кога дете, ево колку часот не скорива наутро, кога требаше тутур да се бери и волоите да се пасат? Ами наутро, негде околу 3 сато. Не скорива за натутун. Преспиваше таму на тутун? Ами, ако ти се приспија, Димче, Како? во грудките. Перница, на грудка, Па, со перница. нормално. Тепик ни беше земјата, грудката перница. За одозгоре нема, но од тутуна, ако клавне неко тутунешка. А или работа? Како е жетова? Уба? Има пустено мајчки? Има до 600-700 кила. Добро е. Колку е жетова од декар? 600, а? Сега одека во која фамилија влегуваме? Овде во Аџиовци влегуваме, овде седи Петре Петрешки. Так. Еве и тој се занимава со тутун, со стока, со се што како селска работа. О, домајчине бе! Излезиме или да влезиме? Ајде, повелете! Повелете, не излага овој вика да седниме за тутун да му помогнеме. Ќе му помогнеме, ќе нишиме. Добар ден. Добар ден, сад. А или работа домаќине? Ано Димаш. О, на тутун. Так. Одлично. Так. Која рака домаќине? Четврта, а? Малку ти подгорел, а? Малце којчки. Ама времето малце, а? Да. Колку навра денеска? Има 3-40. 40, а? Да. Ајде едно спора да направиш како беше наигла на времето, а? Наигла не можеше да се нанижи цел денове. Помнite ga најде. Колку дека имаш насадено? Не за на игла, Па имаме некаде не за на 25. игла. Рече колку дека ри? 25. Уху, машала, сака аргати. Па имаше да се. Так. Како е величето ова година? Слава. Господ си озира тоа што е своето, ама другото бети ќе биде добро, а? Тоа што остана, ќе го собериме. Многу изгоре. Почитувани мои, се наоѓаме овдека во селото Белополе, во една од многуте фамилии овдека во селото Белополе, фамилијата Џиевци, така? Аџиевци. Овдека тутунот се
Bliži. Ova je tu. Domaće reći, ova je četvrta rak. Na vremето се niđeše со игла, сега се niži mašinski. Po 3 sata станав на Савај од Римео. Не да берав тутун, меѓуто да учам, што се вика санам ди пасам овојте и кравите. Дома ќе си дојдев, раците ќе ми бе извалкани, ќе касу една лута пиперка, столчена со патличанче, матеница измешана поќе со вода, него со млеко. Убаво беше. И стварно убаво беше, да ти кажам реално. Еве малку поотблизу. Ова е четврта рака. А од ова се прави ова, са ќе ви кажам. Ова е цигара, ама на времето се правеше од качак. Виткан тутун. Во Холандија и сега виткаат. И да жените, ама малку марухара му ставаат, зачаток. И знае старите кој тутун е лут, кој е благ, луѓето ќе го напомнеа и на внучината ќе му раскажува приказни, како што ова мене ме кажуваше недобро. Си беше еднашка еден човек, си живееше во селото Костодарево, си беше многу богат, ама беше голем скржавец. Како беше приказната? Ќе овај оставам да ја последите во репортажата што следува во положение. Таму припаѓале народот на Дашовци, кој порано живеел во селото Бурилово, сега раселено. Чораповци од Големо Коњари се населиле во Новоселани, а оттаму во Белополе. Маневци доселени се од Врбјани, Бардаковци доселени се од Средорек, таму припаѓале народот Шамаковци, кои пат тие водат потекло од Житоше. Кулевци доселени се од Големо Коњари, Дубаловци доселени се во 1913 година од Прилеп, Мартиновци и Трајковци доселени се во 1926 година од Врбјани и Славна Дебарца, Стојановци доселени се во 1926 година од Лактиње, Кутурџиовци доселени се од селото Турско во 1927 година, Слабаковци доселени се во 1927 година од Дабјани, таму се доселени од Заполжани, Србиновци доселени се од селото Селци, Малесија, Ковиловци, Ристевци, Дивовци и Рувчевци доселени се од селото Дабјани. Ковиловци и Рувчевци подалечно потекло имаат од селото Могилец, Порече, а родот Ристевци таму се доселени од селото Црешново, Порече, за Димовци не се знае од каде тие се доселени. Во североисточниот дел од Белополе има Ново Мало. Таму живеат 36 фамилии од Егејска Македонија, од Порече и раселеното село Дабјани. Според пописните листи, бројот на населението низ годините е следниот. Во 1900 година во Белополе живеат 150 жители, во 1905 година 120, во 1948 година 433 жители, во 1953 година 546 селани, во 1961 година 549, во 1971 година 481 селанец, во 1981 година 329 селани, во 1991 година 234 жители. Според пописот од 2002 година во Белополе живеат 197 жители, од кои еден се изјаснил како србин, а останатите македонци. Во подалечното минато, мештаните од Белополе учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период.
Исто така, Белополе не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски било, речиси, сето население. Бловен Бог наш сегданине и присно и во веки веков. Амин. Во блаженом успени вечни покој подаш Господу сопша, во раба Твој го пецо и сотворие му вечную памјат. Вечная памјат, вечная памјат, вечная памјат. Молитвами святих Отец наш и Господ Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Бог да ги прости и да им даде Царство Небесно на бранителите кои го положија животот за денешната наша слобода и слободна Македонија. Бог да ги прости. Еве овдека се наоѓаме во селото Белополе, каде што тука почива Пеца Секуловски, еден од 12 мината бранители кои што животот го дадаа во Карпалак за денешна слободна независна Македонија. Вие сте родом од селото Вранче и во кое својство е овдека овој херој? Јас не, фамилијето ми е мене внук од прв братучет. Тој загина од кукавички, од терористички напади во Карпалак. Стрико ми загина во Зајас од балистите. 45 година од балистите, джемовци тогај. И тоа по војната беше му извршен на ист начин злосторски атентат. По завршувањето на војната вратил и прашал тогашниот овај кмет во Зајас каде пренојчеват, со се пушка што бил пуштен, и тој кметот во селото го пратил кај најголемиот крвник да пренојчеват, кај што спиел таму, му рекла оста пушката, никој нема да ја земи, му ја зеле пушката, го слекле, само погајчи со изведење се на израз во века, го претепале и му рекле, ако кажи дека ќе биде тој убиен и цела негова фамилија, 3 дни сидел од Зајас до Вранче и кажал на мајка му и кажал на баба ми тогашна дека вака се деси со мене, јас сече би одменал сем човек, му пукнала жолчката од страв и премрзнат и плюс уште 3 дена живеел и починал. На дедо ми 1903 година 20 се браќа загинати исто од турците, значи сите. Селото Белополе уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1859 година, а наставата се одвивала во селската црква Свети Никола на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил Попот Ристе, а бил учител во 2 учебни години и тоа во 1899 и 1900 година. Во учебната 1900 и 1901 година во ова село учествува даскалот Тасе, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на ТМРО, прв во оваа регија. Во чест на нивниот патрон и заштитник на селото Белополе, мештаните од ова село неодамна ја вообзновија
и манастирската црква посветена на Свети Јован Крстител. Почитувани мои, како мештаните од прилепското село Белополе, заедно со другите гости, дојдени од Долненската регија, го празнуваа нивниот патрон, предлагам да погледнете во продолжение на оваа репортажа. Боже, осијатити, воде сей силој действием на итием Святаго Духа, Господу помолим се ја. Заступи, спаси, помилуј, сохрани нас, Боже, Твоеју благодатију. Пресвятую, пречисту, преблагословенују, славну Владичицу нашу Богородицу и присно Деву Марiju со семи свјатими помјануше, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Јако подобае Тебе сјакаја слава, чест и поклонение, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоја и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањај крестом Твоим жителством. Господу помолим се ја. Господи Исусе Христе, Боже наш, благослови го хлебов, пченицава и виново, и умножи го во ова свето место, во ова село, во целиот Твој свет, постојано и сега и секогаш и во вечни векови. Господу помолим се ја. Во слава и чест на светиот Јован Крстител, Ти ја принесуваме оваа бескрвна жртва, прими ја на Твојот на небесен и мисловен свој жртвеник. Во името на Отецот сите викаме амин. Амин. И Синот. Амин. И Светиот Дух. Амин. Амин. Ајде сега двајца домаќини, представници. Христос посреде нас. Христос посреде нас. И еси Бог. Христос посреде нас. И еси Бог. Ајде, може слободно да ја вратите. Забратете, заставете ли? Не ми се напушташе селото Белополе, не ми се напушташе празнувањето, но мора да се заминам, затоа што ме чекаат многу други села во Република Македонија и нив да ги посетам.